Македонските народни носии го представуваат духот на фолклорното богатство на македонскиот народ, со убавината на креацијата, умешноста на комбинацијата на бои и техники. Носиите представуваат една од најзначајните етнолошки вредности кои одбележуваат вековната традиција на македонскиот народ. Тие имаат многовековна традиција и се дел од материјалната култура и представуваат значајна гранка од народното уметничко творештво. Создавани како колективна придобивка на македонскиот народ, во долга низа години се пренесувале од поколение на поколение и во својот развоен пат во себе вклопиле многу елементи од разните културни влијанија што се вкрстувале на овој дел од Балканот. Носиите се дел од одбележувањето на обичаите кои со векови постоеле и се гаеле на нашата територија. Единствен творец и создавач на народните носии бил целиот македонски народ, каде на различен начин се одразени разните историски, општествени, економски и културни настани. Различните културни влијанија низ вековите во различни историски епохи се примени во народните носии, преработувани со творештвото на народното сознание, прилагодени на народниот бит и начин на живот, развиени и усовршени со народните естетски сваќања. Така се создале народните носии во Македонија, како израз на општествениот живот на народите. Во оформувањето и обликувањето на народните носии во Македонија, од значење се и географско-природните услови. Високите планински масиви, ричестите падини и питомите котлини, со кои се одликува релјефот на Македонија, давале одредени услови за стопанисување, кое од своја страна нашло одраз во животот и културата на населението. Со посебни специфични форми, како во материјалната, така и во духовната култура, се издвојува културата на планинците, кои главно се занимавале со сточарство, од културата на рамничарите, кои главно се ориентирале кон земјоделството. Во многу предели, овие две култури се преплетуваат, создавајќи на тој начин поинакви форми на сложената култура на облекувањето, како и во целокупниот народен живот воопшто. Сите овие чинители, кои учествувале во формувањето на народните носии во Македонија и во создавањето на традиционалните форми на народното облекување, биле важни фактори за дефинитивното обликување на разновидните и типски различни форми на народните облики и народното облекување. Во формувањето на нивните типски и декоративни обележја нашле одраз дамнешните епохи, како и времето во кое се создавани. Со сето свое богатство, изразено со бројноста и разновидноста на облеките, начинот на нивното украсување, во орнаменталните композиции и во колоритот, народните носии доаѓаат до нас преку се уште зачуваните примероци употребувани во 19-тиот и првите децении на 20-тиот век. Галичката свадба представува единствен белег на македонската нација, каде на единствен начин се негуваат свадбарските обичаи и ритуали, а надалеку е позната и галичката носија, која е главно обележје на овој настан. Галичката носија е една од најпознатите во Македонија. Се одликува со невообичаено богатство на детали. Носија која зборува за долгото минато на македонскиот народ и обичаите. Мијачкиот вес е особено впечатлив, затоа што во себе спојува повеќе традиционални елементи на старата култура. Карактеристика на овој вес е неговиот колорит во кој доминира црвената боја.
Црната боја доминира во везовите што потекнуваат од Скопска Црнагора и Долни Полог. Во колоритот на македонските везови се застапени и други бои – зелената, жолтата или темносината. Карактеристика на македонските везови се густо извезените површини и специфичните орнаменти и мотиви. Традиционално, за изработка на македонските везови се користеле претежно волнени конци и конци обоени со природни средства за боење. Во некои области, како Полог и Порече, за изработка на везовите се користела срма. Духот на фолклорното богатство на македонскиот народ низ вековите растел и на подрачјето на Велес, оставајќи го на носиите што го надживеале времето, белегот на народното создавање. До ден денес најкарактеристични носии во Велешкиот крај останале носиите од северните велешки села. Техниките и везовите што се развиле и негувале на целата територија на Македонија имале своји приврзаници токму на ова подрачје Велешкото. Мејачкиот вез особено впечатлив е во овој крај, каде мејаците ја пренеле традицијата при населувањето во селата Ореше и Папрадиште во областа Азот, Велешко. Чувар на македонските народни носии во Велес е етнокреаторката Благородна Донева, која веќе 10 години се занимава со изработка на народните носии. Љубовта за изработката на носиите ја добила од незините родители, пред се од незината мајка, која уште одамна како малечка ја всадила љубовта кон носиите, кои за неа се представуваат богатство. Секоја година ја гледала мајка си како носиите ги спружира во дворот, каде оттаму ја добила и инспирацијата да ги изрази македонските обележја на еден сосем поинаков начин. Денес таа ја продолжува традицијата на македонскиот фолклор и традиционалната народна носија. Во незината етносувенирница има голем број машки, женски и детски носии, кои таа ги изработува, и секако голем број сувенири кои говорат за македонскиот фолклор и традиција. За изработката на носиите користи различни материјали кои таа сама ги набавува. Најчесто користи природни материјали, памучни конци и плетена волница. Сега почнав да изработувам веќе од по-старо платно, зависи каков материјал ќе набавам, така да ги изработувам, мислам да бидат приближно сличен материјал од претежно користам природни материјали да бидат. Или порано ги користеле волнените природни материјали со различни бои, меѓутоа јас како мислам ќе најдам сега од бидејќи е тешко за пронаоѓање на таков оригинален материјал или селско платно. Така да гледам по некои помали места да најдам таков соодветен материјал на метража, за да можам да ги изработам по оригинални македонските носии како што изгледале нели порано. И машките, мислам, ги изработувам, и женските, мислам, има доста сега што бараат, мислам, традиционална македонска носија, например сега за кога е, мислам, галичката свадба во месец летен период, така да доаѓаат некои, мислам, млади брачни парови кои што се заинтересирани, значи стварно да изгледаат на тој убав момент во наша македонска традиционална носија, така да има доста, мислам, што бараат да бидат така облечени, па јас ги изработувам, мислам, во мојата сувенирница. За изработка на една носија, Донева вели е потребно повеќе време, бидејќи изработката е рачна. Треба да се биде прецизен и доволно трпелив. Прво се почнува со скица, потоа се прави цртеж како да изгледа, се шие и се прават везови кои се составен дел од носијата. Исто така вметнува фрагменти и орнаменти што се дел од македонската традиција. Основни бои во нашата македонска народна носија, например, се тие три основни бои: црвената, црната и белата, од кои има и други, мислам, по некористени бои, тие се жолтата и зелената, и златестата, мислам, или срмата, која што е исто дел од
мислам, дел од носијата која што ја представува некои украсни делови и орнаменти и шари кои што се составен дел нели на таа носија. Например, има во везовите има доста карактеристични везови или иницијали кои што се, например, тие се некои претежно ги има, мислам, геометрички фигури кои што треба да се изработат, тие орнаменти кои што ги има една носија. Например, има доста така цветни шари, например, составни се карамфилот или некоја крвче, па која треба да се извези, да се изработи како дел од таа носија. Така да гледаме да биде, мислам, цело комплетно изработена и така да треба многу време. Користам ја секакви, мислам, мунистра, нели тие додатни делови што се парички или мунистра. Исто и, мислам, срмата е доста застапена, така да во украсувањето во некои делови или, например, зависи каква е носијата, дали е невестинска. Например, ако е невестинска, има доста парички кои што биле како украсен дел на носијата, како дел од накитот што го носела таа, мислам било кој што ќе носи таа носија, представувало еден, мислам, значаен сегмент кој што е дел од таа носија, например, или украс на главата, например, како што е шамијата. Врз шамијата се ставало тепелук, која што била многу изработена со паричиња, кој го красела, мислам, на главата. Тоа е украсен накид кој што стоел исто на главата. Потоа овдека на половината стоела исто пафтата, која исто била изработена. Сега ние ги изработувам од тој материјал што го ја, например, од плетена волница, која што исплетувам и после и додавам парички, срма и така да, мислам, да изгледа како оригиналната, меѓутоа од текстилен материјал. Претежно користам, кажав, памучни, замена за волнените, нели, памучни конци и плетена волница. Тие, мислам, што ги имаме сега на лагер, тие материјали, ленти, било какви, мислам, што ги имаме, што може да се најдат, нели, ги користам за да можам да изработам една носија. За да се изработи една носија, потребно е време од најмалку 1 месец. Работата е бавна и макотрпна, но желбата и љубовта на Донева кон народните носии е огромна. Изработката на носиите е уметност, а таа уметност често ја црпи од незиниот татко, академскиот сликар Ангел Петров, за кој таа добива мислење кога ги изработува носиите. Изработува секако вид носии, но најчесто тоа е галичката носија, мариовската, беровската и скопската од околината на Црнагора. Сите тие имаат посебни орнаменти кои представуваат обележје на регионот од кои самите потекнуваат. Машката носија била изработена од бело платно, а ја сочинувале кошула, гаки, елек од клашна, домашно ткаено платно, шалвари со широки ногавици, бечви со капаци од бел и црн шајак, копоран од клашна и памуклија антерија која се носела преку елекот. На нозете се носеле чорапи, врз кои се обмотувала волнена објела или капаци, вид подколеници од клашна што се навлекувале на нозете. Женската носија била составена од памучна кошула, везена по долниот дел и на ракавите, кюрдија, горна облека без ракави, изработена од бела и од црна клашна, долга до средината на листовите на нозете. Потоа дзуница, појас од волнена прегја, елеко чарено платно во линии, како и фута ткаена на црвена основа. На главата жените носеле шами во разни бои. Карактеристични за фризурите биле додаваните прцли, кои се прикачувале на собрана коса. Во првите децении на 20 век, женската носија ја замениле фустаните наречени ивстанки, облека во 2 дела, составена од здолница и блуза, исклучиво изработени од свила или сатен.
Оваа носија била позната под името круазе. Жените на главата носеле шамии, а на нозете чејли. Китењето и накитот исто така представуваат главен дел од изгледот на народните носии. Тие биле украсувани со природни средства од најблиската околина, како на пример со босилок, со џунџуле или со друг вид на цвеќе, што се носеле заденати за дувото, во косата, на појасот, во рака и слично. Венец од бршлен или китки од цвеќе носеле невестите на главата, китка цвеќе носел и младоженецот, како и сите учесници на свадбениот церемонијал. Невестинската капа, украсена со најразлични украси на горниот дел, се китала со полски и друг вид на цвеќиња. Сличен начин на украсување на главата со цвеќе се практикувал и во многу други средини. Ваквото китење некои го сметаат за остаток од античкиот венец со цвеќиња кој преку Византија бил прифатен во скоро сите европски земји, најпрво како украс од цвеќе, а потоа во таква форма почнал да се изработува од благородни метали. Во китењето со природни средства голема примена имале обоените пердуви од разни птици. Украси од обоени пердуви носеле девојките и невестите. Генетски гледано, китењето на косата и главата спаѓаат во најстарите форми на украсување. Старите метални пари се вбројуваат меѓу највпечатливите форми на украсување кај македонските женски народни носии. Сите овие украсни детали говорат за македонскиот фолклор и македонската традиција. Работилницата на Донева се наоѓа на улицата која води до куќата на Рацин, па многу често носиите им го привлекуваат вниманието на туристите кои доаѓаат и ги гледаат преубавите носии од излогот на работилницата. Таа вели дека странците се посебно воодушевени од македонските народни носии и многу често доаѓаат и купуваат од нив. Оваа улица секогаш ги носи на кај куќата на нашиот поет Кочо Солев Рацин, така да они, мислам, групиве кои што доаѓаат од цела Македонија се премногу бројни и дури, мислам, ние им правиме изложби. Секогаш, например, во нашиот Велешки трем, тука имаме еден дел, простор кој што сакаме да го наменуваме за таа повет, например, и многу се, мислам, задоволни, професорките ги носат веќе секоја година, некои и знаат дека или има изложба на уметнички слики од татко ми, или, мислам, бидејќи он ги црта и портретите на Кочо Рацин, така да сакаме децата да ги доближиме, да ги видат и портретите, и носиите, да знаат што представува една носија, да погледнат како се изработува, така да имаме често летниот период правиме некои изложби и така да децата се ги посетуваат и дознаваат како се изработува и ги на еден начин ги доближуваме до уметноста, до македонската традиција, да видат како изгледа една носија и мислам се задоволни и секоја година веќе идат и нови групи од сите градови на Македонија. Носиите на Донева се дел од играорните друштва, етноамбасамблите, рестораните и кафеани, кои се уредени во фолклорниот амбиент. Народните носии ги има представено пред велешката публика многу пати, а исто така и неколку изложби што ги има направено и во другите градови. Носиите веќе ги виде светот преку изложбите во странство на кои учествуваше Донева. Преку овие изложби
Таа придонесува да го зачува фолклорот и традицијата на македонските носии. За некои македонски здруженија или некои состави, хор или било какви состави што ги имаат етно во нивните здруженија, па така да изработив и во Краљево доста носи женски што ми побара. Исто имав изложба и во Белград, така да и за таа намена изработив некои нови носи. Иначе да бараат, мислам, еви од нашите тука што одат или за странство, па за подарок, например, детски носи исто се побаруваат, било детска, женска или машка, така да се изработуваат. Исто и за Загреб, за македонски ресторани, например, Хрватска или Загреб или било кое место, мислам, ми бараат, па ги изработувам за нивните ресторани, например, за персоналот, за да бидејќи ресторанот е во таков македонски стил, така да ги изработувам јас сам ќе побараат, например, кошула со појаси, да бидат комплетно, мислам, со елеци, комплет изработени носи, така да ги носат во тие етно ресторани. Во долгиот развоен пат, во постојаниот процес на поддржување на старите традиции, со внесување елементи од народниот вкус и сваќања, народните носи се оформуваат како специфична етничка гранка на народното творештво. Тоа се оформени комплексни целини во кои е забележано хармоничното сложување на одделни облеки, како во однос на украсувањето, така и во колоритот и во орнаментиката и целокупната композиција на носијата е прилагодена не само на незината практична функција, туку служи и за задоволување на естетските сваќања на незиниот создавач. Секоја носија представува оформена творба, изработена од текстилен материјал, обоена во разни бои и тонови, украсена со разновидни, извезени или вкаени орнаментални мотиви и дополнета со разновиден накид и други украси. На територијата на Македонија се среќаваат голем број разновидни носии кои имале издвоени специфични одлики. Секој регион, секоја етничка и пределска целина во Македонија имала своја посебна носија која се разликувала од носијата на соседниот регион по своите стилски и естетски карактеристики. Услови за формирање на толку разновидни носии во Македонија се изразитата раздробеност на релјефот во поголеми и помали котлини, кои представуваат и посебни пределски и етнички целини, сообраќајната и географската изолација во минатото на одделните региони, како и специфичниот развиток на етничките особини на населението во различните етнички предели. Врз разновидноста на носијата влијаеле и разните миграцијски движења што се одигрувале во одделните пределски целини во Македонија, во поблиското и подалечното минато. Колку тие движења со оглед на одредени политички, економски и општествени прилики биле поинтензивни и посилни, толку и разновидноста на носијата била поизразена. Богатството на народните носии, разликите во поодделните облеки, како и во целокупното народно облекување, се изразени како во стилската композиција, така и со бројноста и со разновидноста на облеките и нивното украсување. Во оваа смисла, особено Западна и Средна Македонија представуваат вистински мозаик од ретко убави народни носии, меѓу кои особено се истакнува женската. По богатството и украсувањето на облеките се издвојуваат празничните, обредните и свечените носии, во кои најдолго се зачувани старите традиции, а творечкиот дух на народот достигнал врвен израз. Примероците на народните носии, што се собрани во музеите во Македонија, представуваат драгоцени документи за нивното извонредно богатство и необична разновидност. Тие ќе останат сведоци за високите креативни способности на македонскиот народ, кој во текот на многуте векови
успел да создаде собствена, самостојна народна облека, во чии декоративни одлики нашле одраз изминатите епохи, како и времето во кое се создавани и носени.